Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Денеска прославимо денот во кој што е постановен празникот на животворниот источник во свештениот град на Царевица. Историјата на овој животодавен извор е долго и сложен, но нас не интересира самиот почеток, а тоа е времето од крајот на четвртиот и почетокот петтиот век, времето на императорот Лав Голем, велики, кој што како војник обичен ги далеку Цариград таму, а Цариград е граден по узор на Ерусалим. Недалеку портите наречени Златни порти, аналогни на оние Цариград из кој што на цветници Христос помина и влезе во светиот град. Значи, недалеку од главните порти на Цариградската тврдина постоел извор заборавен, уништен. Имало многу кипариси и земјата водена и претворена во кал, но водата не истекувало, туку останувала во место. И на тоа, недалеко од тоа место, стоел човек хром, и слеп, и кој што заради слепоста и хромоста не можел, немал никаква ориентација за движење и останувајќи така жеден и гладен, полека се сушел и умирал. Лав, како војник, го пресретнал тој човек, од кој што побарал. Тој човек од војникот Лав побарал водичка да се посвежи. И овој барајќи некаде вода се оддалече од самото место покрај кое што и двајцата и Богородица мајка го поминала дека се оддалечува од животодавното место на кој што има вода и побара од него два велики во земјата дупка да дојде до водата од која што ќе црпне и ќе му подаде на хромиот со препорака да замеси кал, да му ги облепи очите, калта од таа вода направена. И тој човек ги фрлил штаките, прогледа и бил оспособен самиот да се врати во светиот град Константинопол. И од тога тоа е почетокот на светата историја на овој извор. Самиот голем император
византијски Јустинијан велики и свет, голем поборник на православната философија на живење, страда од водена болест, бил на смртна постела, лекарите не можеле да му помогнат и повторно Богородица мајка го упатила на тоа место. Откако се избил и се напоил со таа света вода, оздравил и како благодарност за здравието што Богородица мајка му го дава, соградил велик храм. Тој храм потоа бил уриван од непријателите на византијската така следи една долга и мрачна историја на уривање и повторно подигање на светилиштето за во 19. век конечно да биде соградена црквата што денеска ја знае на истото тоа место. Вистински рај, да се отиде и да се остане во тој божествен мир, чистота, свежина и животодавност на самиот простор е привилегија. Некои наши браќи и сестри беа таму, се вратија и со восхит кој што не може да се опише и да скажа за тоа свето место, каде што треба да се отиде и да се побара здравје од Богородица мајка. Да прогледаме и да се ослободиме од слепоста што ја предизвикува артифицијелниот, вештачкиот сјај и блесок на Западна Европа. Не може Париз, Лондон да ни бидат поблиски од Царина. Нашиот пат што води во спасение е патот што почнува од Охрид преку Солун до Цариград и од Цариград до Ерусалим. Тие градови и се што е по тој пат лево и десно треба да се посети и да се освежи или да се обнови нашето сеќавање за нашата припадност кон православната цивилизација и култура на живот. А не да градиме робски однос кон една култура и кон една цивилизација која што ни го одзема идентитетот. Парите и благосостојбата што таму ни доаѓаат, ги плаќаме со душата своја, а душата е поскапа од се. Само една душа човечка е поскапа од сиот космос, од света Васелина. Па види, не сме ние против да се посетат и другите култури и другите цивилизации. Ама откако ќе си ја запознаеме собствено, откако ќе се поставиме во тие основи кои што ќе ни обезбедат трајност, нема да сгрешам секако, ако речам вечно. С духови Твојми прокимен глас 4 кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници. Кажувајќи за историјата на секогаш го гледав Господа од животодавниот измор од Цариград, кажавме како безможни сили и луѓе, поединци го осквернувале тоа свето место. Но начинот на осквернување на светоста е разнообразен. Затоа пак изборува Светото Евангелие што денеска го читаме. Што прочитавме во него? Христос со мајка му, со светите апостоли, една голема и света заедница,
на која што и припаѓаме и ние да го денеска, раздадам целиот свој имот, да позволам пристигна во Капернаум што љубов немам, со намера да влезат во светиот храм и да љубовта е долго се помолат. полна со добрина. Пред самите порти Љубовта не се превознесува, на светиот храм, не се гордее, не Христос предмешта, затекнал не бара своје. луѓе кои што продавале животни за крвна жртва, волови, јагниња, телиња, грници, се. Се извинува, Од најкрупно до на најситно, се се надева, од десната страна, од левата страна, баш што ќе стане. менувачи на пари и со јазикот на нашето совремие, едните ќе ги наречеме трговци, а другите ќе ги наречеме банкари. И тие тоа се, ако им судиме според функцијата што ја вршеле пред влезните порти во храм. Христос разгребе, сплете камшик и со камшикот ги разбрка трговците и банкарите. Се она што му го отежнува животот на секој човек денеска и сите векови, од минатото и оние што ни доаѓаат во пресед. Но во согласно со една мисла на светиот цар и пророк Давид, гневете се, но не греши. Христос знаеше дека чистотата на верата се дичкосува, се контаминира, се загадува, се излага на бласфемија, обесветување и онечистување. И затоа го превзеде тој четири. Но тој ги разбрка едните и другите, така што им заповеда, а заповедта што им ја кажа нив важи за сите луѓе и за сите времи. Немојте од домот на мојот отец да правите место за трговија. Дали го слушаме ова барање на Христа Господ? Се плашам дека не. Појдите, посетете ги сите наши храмови и манастири. Преполни со дуќани, преполни со луѓе кои што повеќе го сакаат бојата и мирисот на парите, иако ги немаат. Парите, тие карактеристики. Отколку светост, живиот и несмртен живот што од Бога ни доа. Автомати за освежување, банкомати за пари, дуќани за седишта. Потоа се претворени нашите манастири и храми. Боже, во тоа денеска се живе. А земјата, а нашите светилишта мора да се признае дека се пребогати со земја, со шуми, со пасишта. Се забора. Се претвора во коров, обраснува со коров, во трн. Зашто тешко е да се работи, а речено од ние дека во потта лебот наш да го заработи. Секој го бира полесно, а не она што е поблагословено, не она што спасува, она што убива, што упропаства. Тоа е полесно. Тоа е пешачењето или движењето по широкиот пат.
Па добро, влегувате во црква, еве, оваа беседа се однесува на оние кои што се невнимателни, влегуваат со мобилни телефон. И тоа не еднаш се случува. Срам го. Зарем допалва ќе учиме дека не сме со вклучен мобилен телефон да се влезе во свет. Да застанеме пред Или тоа важи за други. и да припаднеме Баш така да се случува. Се што е забрането за другите, но не и за. Дарувај Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовно. Дај многу Еве, што се да извлечеме поука. да се служат А и таа поука треба секој од нас посебно да ја извлече. со светите твои тајни. Така што храбро ќе нурка со умот свој во срцето свој. Премудрост, Зашто злото се коти, како што се котат живот. да ти го несуваме. И го има На Отецот и Синот се повеќе и побројно е. И погусто населено на планетава Земја. До тој степен се умножило зарад нашиот немар, што живееме со чувството и со впечаток дека место за доброто веќе и не. Па, ајде, еве, да почнеме да се истражуваме себе си, своето срце, својата душа, својот ум. Како живееме? Каков однос градиме со Бог? Каков однос градиме со другиот, со ближни? Каков однос градиме со светот во кој што живееме? Светото Евангелие и главната содржина, односно хагиографија, што денес го славиме, ни ги дава одговор. Ни ги дава одговор. Синтеза е да кажете дека патне, а на аналитички пристап кон тоа патење да ги истражувате причините и начинот на кој што сте патне. И тоа секој од нас треба да го прави. Хајде, во твојот дом, на улица, секаде така се случи. Имајте доволно повод и причини да се гледа со очите своји во срцето своје. И конечно, да ја определи дистанцата што сме ја определиле визави Бог. Таа не е мала, брати и сестри. Ево да се замисли, да му се вратиме нему, изворот на животот, кој што гледајте нам, ми се дава и преку водата, и преку земјата, и преку плодовите што земјата ги дава. Амин.